Легендата на Рома и на италијанскиот фудбал Франческо Тоти најави дека ќе ја одигра последната сезона во играчката кариера. Франческо Тоти најави дека по завршувањето на сезоната 2013-14 ќе ја заврши својата професионална кариера. Тој неколку пати изјавуваше дека би сакал да игра фудбал до 2016 година, но сега вели дека дојде време за пензија. Тоти изјави дека со неговата одлука ќе ги разочара наивачите на Рома, но потенцираше дека токму сега е време за повлекување. Многу пати сум го носел дресот на Рома, а оваа сезона тоа ќе биде за последен пат, заврши Тоти. Капитенот на Рома целата своја професионална фудбалска кариера ја мина во римскиот тим за кој настапува во 93 година и настапил на 678 надпревари каде постигнал 282 гола. Првото коло на шпанското првенство ќе се игра на 17 и 18 август, а на премиерата ќе играат Барселона и Леванте на Nou Camp. Реал Мадрид ќе го пречека Бетис на Бернабе, а дерби средби ќе има уште на стартот со надпреварите Севилја, Атлетико Мадрид и Валенсија Малага. Во останатите надпреварот првото коло ќе се сретнат Реал Сосиедад Гетафе, Осасуна Гранада, Ваљадолид Атлетик Билбао, Селта Еспањол, Рајо Ваљекано Елче и Алмерија Вилјареал. Првиот Ел Класико меч помеѓу Барселона и Реал Мадрид ќе се игра на 27 октомври на Nou Camp, а вториот на 23 март на Сантиаго Бернабе. Шампионот Барселона ќе ја заврши сезоната на домашен терен против Атлетико Мадрид, а Реал Мадрид во последното коло ќе игра со Еспањол. Вејн Руни се повреди на првиот тренинг на турнејата по далечниот исток на Манчестер Юнајтед во Тајланд. Руни заработи повреда на задната ложа и веднаш е испратен дома на детален преглед на кој е утврдено дека ќе очекува пауза од 1 месец. Неизвестно е дали ќе биде поотвен за првото коло од Премиер лигата на 17 август, каде Юнајтед игра против Свонси. И натаму продолжува неизвестноста околу статусот на Руни во клубот, иако менаџерот Дейвид Мојс повтори дека тој не е на продажба. Мојс на турнејата по Тајланд, Австралија, Јапонија и Хонг Конг поведе 19 фудбалери, но сега тој број е намален за 1. Но во наредните денови се очекува на екипата да се приклучат и Робин Ван Перси, Давид Де Геа, Шинџи Кагава, а можеби и Немања Видич, ако се опорави од повредата. Здравствени проблеми имаат и Нани и Смолинг, кои не отпатуваа на турнејата. Марсел Кител од тимот на Аргос Шимано победи на 218 километарската 12-та етапа на Тур де Франс, возена од Фружерс до Турс. Во рамничарската етапа, како и обично, спринтерите дојдоа до израз, па така Кител го победи во финишот британецот Марк Кавендиш и третопласираниот словак Петер Саган. За Кител ова е трета етапна победа на Тур де Франс оваа година. Големата група влезе во време од 4 часа 49 минути 49 секунди, а тука беше и британецот Фрум, кој го освои 14-тото место. Водечкиот човек во вкупниот едва го избегна падот по масовниот суде што се случи на 2,5 км пред целта. Така Фрум ја задржа жолтата мајчка со 3 минути 25 секунди пренос во однос на шпанецот Александор Валверде. Алберто Контадоре се уште на четврта позиција со заостанување од 3 минути и 54 секунди зад Фрум. Победата на 12-та етапа е трета етапна оваа година на трката околу Франција за Кител, со што стана шестиот германец со повеќе од 2 победи. Следната 13-та етапа е долга 173 км, а велосипедистите ќе возат од Турс до Сен Аман Монторо.